Велат она од кое што будалиот се, паметниот се срами, будалиот се гордее. Тоа е генерално така може да се опише делувањето на лидерот на опозицијата Венко Филипче. Застрашувачки, застрамувачки, шокантно е што продолжува да ја брани, штити, промовира и декларира бугарашката агенда за негација на Македонија и македонскиот народ. Јас не знам, навистина и порано сме се прашувале кои се причините, како тоа нема никој околу него да му каже дека со тие негови изјави, со таквото негово делување, дека се повеќе го закупува СДС пред предстоечките избори. Но изгледа дека тоа не е битно. Битно е дека тој прифатил да тера еден предавнички план за бугаризација на Македонија и за негирање на македонскиот народ и неговиот идентитет. Луѓе се повеќе прашуваат јавно и отворено, исто и јас ќе го прашам, колку пари чини неговото предавство и со каква друга логистика и поддршка застана зад него владата на Радев, за да го прави ова што го прави, затоа што ова нема никаква логика ако не е дебело платено или дебело наплатено од страна на предавниците на Македонија. Да кажеш дека ова што сега го бараат од нас бугарите, веќе и Европската Унија, сме требале да го направиме уште пред 34 години и дека сега кој знае кај ќе сме биле, може ќе сме биле на нивото на Словенија, нивото на, поимањам, на Шведска, е тотален политички аналфабетизам или тотална политичка неписменост. Од проста причина што прво 91 година бугарите беа 100 светлосни години зад нас. Тамо падна Тодор Живков, после тоа знаете што се случуваше во Бугарија, невидена сиромаштија, има плато 10-15 лева, не знам тоа марки колку им беше тамо, небитно, и живеа како што живеа, доаѓа овде во Македонија, се молеа за милост, правеа и други работи што правеа само за да дојдат до некоја паричка да го преживеат месецот. Оваа будала Венко кажа дека уште тогаш сме требале да ги направиме овие работи, мислам, пазете. Веројатно во време кога се распаѓаше Југославија, кога национал романтизмот досегаше болни размери, огромни размери, во тоа време мислам дека беше и најнеприфатливо да се направи ваква работа. Во тоа време постоеше активно и македонскиот национал романтизам, кај што македонците сонува и некои други работи. Најголеми тогаш беа соништата, најверни дека Македонија полека ќе си ги врати своите територии одземени во Балканските војни, во Пиринска и Егејска Македонија. Значи, лупета, а очигледно со се она што се случило од таа година, се она на што бевме приморани да го направиме, човекот се согласува, иако никој нормален македонец не се согласува со отстапките што се направија за да се доведеме до ова дередже, но најтрагично е што тој се согласува со се она што го направи неговиот ментор Зоран Заев и не само што се согласува, него мислам дека го надмина за неколку копија во многу работи, а тоа е дека воопшто на Филипче не му е ни гајле што од позиција на опозиција отворено кажува, декларира, ветува дека ќе го отвори уставот, ќе ги пушти
бугарите во уставот и ќе направи се што ќе биде побарано од него само нели за да сме влезеле во Европската унија. Тоа значи дека после отварањето на уставот и пуштањето на бугарите во уставот, дека е спремен да ги направи веќе и сите други уцени кои што веќе полека бугарите отворено ги кажуваат преку нивните истурени играчи, продолжени раце од разните нивни разузнавачки служби, како што оној историчарот, како се викаше, овој кој што веќе отворено кажа дека второто барање што ќе следи е признавање од наша страна дека Македонската архиепископија е фактички продолжеток на бугарската екзархија или како и да го нарекуваат тоа тие таму. Значи, барањата нема да сопрат тука, тоа сме сите свесни од тие причини нашата влада, нашиот премиер го кажа тоа секојдневно, дека под ултиматуми уцени Македонија нема да отстапи милиметар од тоа што се бара да го направи за да се само избрише. Колку е само трагично што постои опозиција и опозицијски лидер како Филипче, колку е трагично за нас што за жал еден таков човек, водач на партија, е се уште на слобода, после последните изјави кои ги кажа, ако се земе предвид контекстот, амбиентот, синхроницитетот со други настани во кои што ги кажа овие изјави, кои што ги повтора нели година наназад и кои што само ги наградува. Имено, најновите изјави на Филипче се случуваат во исто време кога бугарскиот амбасадор од споменик во Дојран нападнати бугарски војници и некој генерал таму повикува дека има уште многу български споменици на българската света земја, мислејќи на Македонија, он ја кажа нели Северна Македонија, како и што треба да се реновира, да се направат за да можат бугарите да бидат горди на својата историја и на својата војска, којато војска била тука да ги штити бугарите, да ги заштитува нивните животи по цена на својот живот, секој бугарски војник да ги заштитува животите на бугарскиот народ, особено секаде во светот, особено ако се наоѓа на бугарската света земја. Мислише, во Дојран и пошироко низ Македонија. Бугарскиот амбасадор. Истиот оној кој што пред известно време беше поканет од американците да гледа една представа од Драмски театар по повод представа на средношколци по повод 250 годишнината од америчката независност. Тука беше поканет од луѓе од друга амбасада, нема да ја споменеме која. Ја пошто претходно седев пред представата со глумецот кој што ова беше уствари не која беше независноста на ова, него која беше една монодрама во Драмски театар. Пошто ја претходно седев со глумецот и со екипата од амбасадата, со амбасадоров кој што го покани, кој што му организираше да гостува во Драмски. И нормално после тоа бевме договорени да седнеме. После представа цела екипа огромна. Јас сватив дека тој што него до тогаш претходно не седеше, што дојде на масата, беше уствари овој истиот бугарски амбасадор со неговата боља половина. И тој еден од амбасадата ми вика, повелете, вика, седнете тука. Имаше една убава собиранка на голем број луѓе, заедно со овој бугарски амбасадор. Ја му викам, ја нема да седнам, им кажувам на двајца мои луѓе на таа другата маса празна, викам, седете тамо сега, викам, ќе дојдам, да не ни ја фатат масата.
И он вика, зашто ми вика, рече, седи со нас. И викам, ја викам со овој бугарски амбасадор на иста маса не седам. И овој ме загледа човекот и ми кажува, на негов јазик ми кажува, разбира. И си седнав на таа другата маса. И да не ви кажам, уште ви спомнав во една прилика. Невидно. Небитно. Мислам, тоа немаше да се случи, но во некој малце подруг контекст, сериозно ќе направи се да биде избркан од местото кај што седев. Не е важно. Не беше тогаш ни мој гостин, он така да беше на другиот амбасадор гостин, така да ќе беше малце без везе. Не е битно. Значи, Филипче го кажува тоа во еден контекст, кога овој амбасадоров Истиов збори за некакви споменици, стотици, български споменици на светата българска земја овде во Македонија, кои што дел биле срушени, демек уништени, осквернавени од титоистичката власт, и они сега ќе ги реновирале, ќе правеле, ќе наделе, за да ја обележат светата българска земја како кучиња на која бележат територија која мочаат. Па гледајте да гледаме тоа, да им го дозволиме, како што јас да ме прашаме на некој, тоа удорем тој споменикот нема ни да постои, нема зошто да постои. Тоа е доказ, сведоштво, дека Бугарија овдека со војска била како окупатор, а они сега го слават тоа стратиште, кај што загинале бугарски војници, итн. Во исто време, јаден мој Филипче, беднику, ги даваш твоите изјави, кога неколку европарламентарки бугарки во Европскиот парламент пред целата европска и светска јавност кажуваат дека македонскиот јазик го сметаат за дијалект на бугарскиот. Скоте ретардиран. Има ли таму у СДС некој што ќе му каже на овој ретардо да престане да лапрда и да го предава, да го понижува својот народ со секоја своја изјава кај да стигне на било кој медиум или телевизија? Имаш прогласување на Македонија за българска света земја од страна на актуелниот амбасадор на Бугарија во Македонија. Имаш барање од бугарски историчари, веќе отворено, така прво ни почнуваат, прво нивните историчари отвараат темата, да признаеме дека Македонската православна црква директно потекнува од бугарската екзархија. Трето, имаш гласно барање, повикување, обзнанување, сугерирање на бугарски парламентарки во ЕУ парламентот дека македонскиот јазик не постои, дека е тоа бугарски дијалект. И уште ќе се правиме глупи и вие ќе му давате полна поддршка на Филипче за неговото предавство. Филипче, да ти кажам нешто. Ако мислиш дека ова е 2015, 2016, 2017 година, ако веруваш дека со помош на парите што сте ги добиле, поддршката што ја добивате од една фашизоидна држава, членка на Европската Унија, ако мислите дека со нејзина помош и со помош на оние кои што ја поддржуваат, кои што ги поддржуваат незините фашистички барања, незините партнери од ЕУ, ако веруваш дека само со помош на нив ќе го урнеш Мицковски и ВМРО и ќе доеш на власт,
Опасно многу. Опасно многу се лажеш. Опасно многу се лажеш. Толку опасно се лажеш, што треба да ти е страф од себе и од тоа колку опасно се само залажуваш. И сите вие кои што уште веруете у Филипче и веројатно ги поддржувате неговите ставови, затоа што предпоставувам дека како лидер ги каже овие ставови, тоа се лидери тоа се ставови неговата партија, на неговото членство. Многу се само залажувате. Некој ќе спомне, ми спомнал, спомнувал. Ова ни се случува затоа што не сме сплотени, македонците треба заедно да си пружат рака, ВМРО и СДС, уврска со нели овие работи поврзани со националните прашања со Бугарија, со силеџиството кој што го доживуваме од страна на Бугарија и Европската унија. Да се сплотиш уврска со што и со кого? Дечки, без разлика што реално сме ние иста крв, да кажем, исти род, да кажем, со ние во СДС. Има тука една голема разлика. Тие решиле да бидат предавници на собствениот народ, на собствената држава. Решиле да бидат квислинзи. Тука родот, крвта, крвните зрнца веќе не играат никаква улога. Тие се непријатели. Со нив нема помирување. Немаш како да се помириш. Затоа што е спремен како од позиција на опозиција ти кажува дека ако дојде на власт, дека ќе ја предаде собствениот народ и собствената држава, ти кажува отворено. Оние џукели пред него, што го донесува на власт, барем се колнеа во деца, во жена, во фамилија. Ја тоа нема никад да го направам. Би бил тој председателот бивши последната будала на овој свет која би го сменил име. Барем лжеа, правеа нешто, лажеа дека се патриоти, дека тоа нема шанси да се случи ова. Овој од позиција на опозиција ни кажува на сите во очи безсрамно дека ќе го предаде македонскиот народ во рацете на бугарските шовинисти, дека ќе го обезличи, дека ќе направи се што се бара од него само за да станеме членки на Европската унија. Под знак на водници или под знак на прашање колку ќе станеме членки. Пошто не ни бара гаранции. Он не ни вика, еве, јас сум спремен, ќе направам се што барате, само ќе барам гаранција од вас дека ако направам се што барате, значи не само отварање на уставот и внесување на ние купени македонци со пари за да станат бугари, внесување, него све ќе направам. Дури ни тоа не го кажу, еве све ќе направам, не само отварање на уставот, све друго што ќе побарате, све друго ќе подпишам. И пак не бара гаранција. Дека ете, ако направи дури тотално предавство, некој ќе му даде гаранција дека веднаш следниот ден ние ги отвараме преговорите кои што направи со Украина и почнуваме преговори со Европската унија. Дури ни тоа не го бара. Откако ќе направи комплетно предавството, по сите основи. Искрено се надевам дека многу од вас за овие изминати години сватија нешто, научија нешто, не само од овие моје обраќање, него од обраќањата на сите кои што се обидуваат јавно, во јавноста да ги отворат очите кај останатите македонци кои што не ја разбираат играта. Се надевам дека свативте дека не е хај-хуј или се едно дали ние ќе подпишеме ќе ги подпишеме сите закани ултиматуми од страна на Бугарија и на ЕУ само за да влеземе во Европската унија. Се надевам дека сега
огромен процент од македонците сваќаат каква е тоа стапица, каква штета и каква несреќа може да предизвикаме и да им нанесеме на наредните генерации, на оние што ќе дојат по нас. Дека тоа не е воопшто заебанција. Да е заебанција, една Бугарија не би го барала тоа од нас толку упорно. Да е заебанција, Грција не го бараше тоа од нас толку упорно со разни уцени, закани, санкции, она да си го смениме името. Да е толку дека нема везе работава. Дека ете така, ајде, дај ова, ние не се слагаме со вас, но ние сме помоќни, бараме да се направи, да конечно да ги одредиме работиве, да нема више љутиш. Не е така. Не е така. Затоа што тие држави гледаат многу понапред гледале од нас. Додека ние сме биле заглупавени, ушушкани во некоја, нели, некогашна, не знам, фантазија, дека сме, не знам што и дека сме живееле супер и дека по некоја инерција, дека повторно ќе си дојдеме до све она што ни следува или што си го замислуваме дека ни следува. Гледаме дека не е така, ние 30 години милиметар по милиметар губиме дел од себе, ако не сантиметар по сантиметар, ако не пола метар по пола метар. Се губиме. Благодарение што немаше до сега, никој не тропна на маса да рече доста е до тука. Токму затоа се овие апели до нашата власт сегашна, која што до сега игра одговорна надворешна политика, ги штити македонските интереси, но она што мене само лично што сметам дека плюс треба да се направи, да се каже конкретно до тука и од тука веќе престануваме, од тука веќе нема што да разговараме со вас. Како што Радев рече за Мицковски, немаме ние што повеќе да разговараме. А за да каже така еден прв човек на Бугарија, значи сериозно Мицковски го има изнервирано со својот став, што е добро, го има извадено од такт, од кондури. И вика, немам што повеќе со Мицковски да разговарам. Супер, топ. Ако е така, да ич да не разговараме. Најпаметната работа ќе ја направиме. Нема повеќе со нив преговори. Кога нивниот амбасадор од Дојран порачува дека ова е бугарска света земја, бе. Абе, шо треба да му правиш на тој човек, освен да го избркаш од тука? Да го избркаш на клоци ако треба, до граница со пратња полициска, а у пичку матер да не те видиме више назад. Амбасадата под клjuč, границата под клjuč, еве супер овие, ако сакаат уште кинески ѕид да направат, ние немаме проблем, тука не им се мешаме у идентитетот на ѕидот, нека изградат овие фондација Македонија ѕид ако сакаат, тука нека го крстат български ѕид, немаме проблем. Со тоа немаме проблем. Дури ќе им кажеме браво и ќе им се подпишеме на ѕидот. Ќе им оставиме некоја убава порака за долго сеќавање. За некогашното ни македонско-българско пријателство. Апропо и таа опсада која што ја најавуваа десетина дена бугарофренине, шпиунине бугарски, дека ќе затворат границата, премините. Само една реченица беше доволна од овој амбасадоров бугарски у Македонија, тие да ги воопшто да не ги спроведат идејата да блокираат граница. Интересантно, што би рекле некој од нас. Готов, блокираме, даваме, има дозвола од Бугарија за блокирање на македонско-бугарска граница на 3 пункта и одеднаш бугарскиот амбасадор овде, кој очигледно е некоја битна фигура во тој нивни некој свет, таен свет, им кажа, дечки, мислам дека не е добро моментов да затвараме граница со Македонија. Одма го послушаа, пошто се негови.
Веројатно он стои зад, ги подкрепува некако, емотивно, психички, им дава подкрепа некаква. Не ја спроведува блокадата. Тоа у превод знаете што значи? Оне што го кажував на уште првиот ден, вториот, кога се случија палењето на возилата. Операција лажно знаменце. Сам си ги палам колите, сред бел ден, најмуем свој човек да ги запали, сите да го видат, пошто тука има камери сред бел ден, овој ладно, онака, кул, како да мие шофер шајбновија на семафори, што мијат шофер шајбна на коли, ги полеа со бензин, си ги запали, си отиде. За после тоа 10 дена да ги слушаме како цвилат пред светот, дека македонците им ги палат колите, дипломатските возила. И да го нарекуваат тоа, не знам, тероризам, глупости од типот на обид за атентат врз коливе направи. Али битно да цвикаат едно 10 дена, за тоа да кулминира со барање за блокада на граница, атак на дипломатска, поради атакот на дипломатската мисија в Македонија, и со еден збор бугарскиот амбасадор да каже, немој се блокади, ово не ви е важи, нема проблеми, нема блокади. Филипче, беднику еден. Ова се твоите татковци, кој ти е вистина татко, изгледа не знаеш. Пошто изгледа ваш у партија ве пердашат повеќе од овие и не знаете кој е вистинскиот татко. Битно играте како што ќе ви кажат. Си ги слушате. Овие ги слушате. Такви петарди сте сите. Додека една словенечка европарламентарка со македонско потекло ги брани македонците со сите сили, иако нема потреба, она си е словенечка парламентарка, може да каже баш ме заболе. Живеам у Словенија, јас сум парламент, членка од Словенија у Европскиот парламент, зијам, не знам, 10.000 евра плата или 12.000 евра плата, шо ме заболе за македонците сега? Ама има нешто у неа што не и дава да седи мирна. И јавно едина тамо меѓу ретките, ако не единствена, која што им кажува, им плеска на ЕУ во очи, вие вика треба да се исправите, да ги исправите вашите грешки, вашиот однос кон македонците. Македонците се во право. Ова што го бараат бугарите е неоддржливо, е срамно за Европската унија, така како што е конципирана и како што е замислиле незините татковци. Не смее да се случи ова една земја да држи во заложништво друга земја, не заради неспроведени реформи, туку заради спорови што има историски некои со неа и затоа што сака да се изживува врз неа од позиција на краен шовинизам и редентизам и национализам, да се изживува врз друга членка, да ја става вето, ултиматуми, уцени и да не дозволува таа да почне преговори со Европската унија. Не ли ви е срам, бе, Филипче? Не ли ви е срам, бе? Дали еднаш, кад Жукело еднаш си ја слушнал Ирена Јовева, словенечката представничка во Европскиот парламент, што збори, на кој начин ги разоткрива бугарските шовинистички и редентистички уцени и ултиматуми кон македонците? Дали еднаш сте ја гледале? И вие се најдовте да ја продавате држава и да ја предавате и да го предавате својот народ. А нема да ви дозволиме, бе. Нема да ви дозволиме. Не Бугарија, не Америка, не ЕУ. Појма неам. И марсовци викнете ако треба, вие нема да дојдете на власт. Македонскиот народ нема да ви дозволи да го спроведете вашето предавство.
Ако сте зеле пари од бугарите, не знам колку милиони, ако сте добиле други бенефиции, ќе мора да си ги оправдате на друг начин или да им ги вратите. Вие, тоа што го имате во глава, СДС, тоа што го има во глава вашиот лидер и што јавно го прокламира, го декларира, го кажува секојдневно, нема да ви помине. А баш камувавете, зашто се уште тој ваш лидер не е во затвор? Заради предавство на државата. Чао, имајте убав ден.